Штетното влијание кое загадениот воздух го има врз здравјето е тема која секојдневно се актуализира. Граѓаните бараат краткорочни мерки кои ќе дадат видлив резултат за брзо време. Од друга страна, институциите бараат трпение од населението, со изговор дека ова е проблем кој бара повеќе годишно третирање. Но ние немаме време. Се поголем е бројот на деца, но и возрастни, кои ги полнат клиниките, како последица од секојдневното дишење канцероген воздух. Во обид да се заштитат, граѓаните почнаа масовно да купуваат маски за заштита од загадувањето и прочистувачи на воздух. Во акцијата за заштита на најмалите, дел од скопските општини почнаа да набавуваат прочистувачи за воздух. Децата кои се згрижени во детските градинки на територија на општина Аеродром од оваа учебна година дишат почист воздух. Имено од општината добивме информација дека секоја занимална во секоја од градинките е опремена со прочистувачи. И децата од Киселавода од неодамна дишат чист воздух, барем додека се во градинка. Од оваа скопска општина информираат дека градинката Весели цветови со сите нејзини клонови е опремена со 35 прочистувачи на воздух, колку што има занимални во истата, додека во градинката 8 март има инсталирано 42 прочистувачи на воздух. Прочистувачи на воздух има и во градинките во останатите општини, но недоволно. Се чекаат донации од компании или институции за да се обезбедат потребните прочистувачи. Така, на пример, во градинката Мајски цвет во Газибаба има набавено 17, а потребни се вкупно 40, додека во градинката Детска радост има само 10 прочистувачи за групите со најмали деца. Општина Карпош набавката за прочистувачи ја започна уште минатата година, но како што велат оттаму, овој проект се уште не е финиширан. Од општината упатуваат апел до општествено одговорните компании да помогнат во набавката на прочистувачите. Додека пак општина Бутел има набавено прочистувачи за јасли, а нивното предавање во употреба до градинките се очекува до крајот на неделава. Дел од општините веќе најавија дека откако ќе се набават прочистувачите на воздух за секоја занимална во градинките, ќе почнат да ги опремуваат и основните училишта, со цел да им се овозможи еднаков третман на сите деца.